И така, полека, но сигурно стигнуваме до средината на декември. Месецот во кој почнува зимата, месец во кој горат печките, а бога ми казината, месецот посветен на славење, afterwork забави, на китење елки, на украси и посети на бабати. Са некоја кити елката, уште почетокот на декември, таму некој од ноември ги китат, зависи каде како. Во Македонија обично луѓето околу Свети Никола китат ел. Оти ке речи, оти нашата нова година, од Свети Никола уште месеци. За кога ја накитивте вие, ќе ми кажете во коментарите, а сега ќе пуштиме шпица, а после ќе кажеме нешто поке околу ствари. Божи, а ева те пушта! Порано вате се знаеше шо е елка ките. Прво и основно никој дома немавме 2 и кусуро метри елка. Еве вате се знае метро 20 максимум. Шо помало поубо. Помалце лампиони ќе. А бога ми имаше некои од надвор сечеа дан, ќе акни дома, ќе ја накити. Па го ќе поминат нови години, ќе ја сечи, ќе ја бувни во то ќумбето да гори. Арно, ама тие беа некогаш поедноставни времиња кај што сите беа посрекни. Оти ги речиш посрекни. Оти не му требаше многу на луѓето за срекни да бидат. Не мораш елката да е 5 метра и 5000 лампиони да има. Елче, брат, елче, ќе клаиш некој, ќе го наредиш мерак да се прави бит. И деца ко деца ќе гледаш телевизија, ќе речиш леле колкава елка и ние сакаме толкава елка. Одговорот шо беше? А ја сакам авион, ама нема. Остајте вие таму на телевизија шо има тие. Друго се тие таму, гледајте ние шуба елка има. И да ти кажам право и толку ни требаше како деца. Не ни беше битно колкава елката, битно ни беше љубов да има. А шо значи љубов? Да има нешто да најдиш под неме, сваѓа. Ние пример дури растевме, ќе си направевме слава Свети Никола и после ја клававме елка. Ќе земевме, ќе ја накитевме комплет, лампиони разни бои, сијалички, мијалички, ти реков ми рече. Моите то време уште патуваа, па носе од Турција, одвам од таму некои сијалици, лампиони, не знам какви, Дедо Мразовци. Ќе ја наредевме, ќе ја осветлевме и си ја пуштевме и мераци бат. А шо беше уште помера? Што секој савајле од кога ќе се клаеше елка, минимум до Божи, секој савајле наоѓавме нешто под. Не беше битно шо. Оти денешно време кој речиш поклон под елката, одма луѓето на PlayStation ги мава. Демек секој ден нешто PlayStation, телефон, демек ние овде богато друштво сме бе бат. Обични работи. Чоколадце некој толку 5-10 денари, толку треба за дете. Кефој ме сваѓаш од вај чекав да станам, да истрчам да видам шо има под телката, чапнам то чоколадцето да си го отворам од савајле, да си седнам на Nintendo. Тоа беше животот, брат. Мераци. Ама така бевме воспитани. Ако сакаше нешто си купиш во теко на дено или ако требаше не 10 денари, толку треба. Денешно време по. И јас не викам, може има деца што се со малце задоволни, ама претежно кој што ги гледам, абе телефон да му оставиш под телката, ќе ти го акне од земја, ќе ти речи не е iPhone. Јакневме на времето нешто од земја. Бе деца. Лазе си ви. Але чо бевме воспитани, а се радваме со ништо, со малце. Туку кој ќе добиеш поке дури незгодно тие, ме сваѓаш до толку бев. Јас ден денес, ако направи некој нешто за мене или ако ми дај некој поклон што не знам, несвојствен, што обично луѓето ништо не прати, ништо не дава. Не знам никако да изреагирам. До толку сме биле на поинаков начин воспитвани. Денешно време не само што не се луѓето воспитани, туку ништо не ги задоволува. Зато не види Дедо Мраз. Оти со ништо не се задоволваат. Ако ве задоволваат мали работи, поминва тој секоја вечер поминва. Кај нас така правиш? Не само на Нова година. Ева туле секоја вечер од Свети Никола до Божи конаму. По нешто ќе остаеше, чоколадце, лижалче, шо бил. За добро за Нова година, за Божик таму ќе остаеше нешто подруго. Ама во глобала ситните работи ја праја радоста бе. Арно, денешно време макар шо и тога, од секојаш имало родители што преви да си купат цигари, ракија, пиво и таква работа, отколку едно чоколадце да му остане на детето поделката се радва. Преби да му речат не постои Дедо Мраз. Да му го скршат филмо на детето само за да не мора да трошат, ме сваѓаш. Оти зошто да фрлато за чоколада? Ко може цигарија си купи, ракиче, пивце, нешто дено да оди, ме сваѓаш. Тој ма тој шо разбира, ајде таму Дедо Мразовци. И после ќе порастат децата, ни фантазија имале во животот, нити визија ќе имат, нити ништо. И да сака да си смисли некој начин на кој поубаво ќе го живее животот, не може, пошто си му убил фантазијата од дете. И ти го му речиш на дете нема Дедо Мраз. Тој шо оди на училиште и првиот муаве да го се спомни Дедо Мраз. Нема Дедо Мраз. Пошто него му е скршена фантазијата, сака на сите да му скрши на училиште. Не за џаве рекле на запад. Скршените луѓе скршват луѓе или барем пробват. За некои луѓе едноставно има Дедо Мраз, а за некои луѓе има пиво и ракија. Секој со среќа. И кој што рековме за разлика од порано, елките денешно време се многу понакитени бе. Самите елки мора да е огромна, оти ако не е огромна не е елка. И порано имаше еден тип на елки, се знаеше тие железо средина, железа вака истегнати што се превиткуваат со некои зелени онакви
пластични толку. Денешно време бате елките со снег сенани, со шишарки, кукулички, не знам како ги викате. Еба Родридо имаш ојдено, имаш сечен. Пак ќе земат луѓето, ќе клават лампиони вакви, зунзурки такви, цвекиња. Јас не знам кој е тој бистар сурат што го измисли моментот да се клават цвекиња на зимзелено дрво. Сега не се сватиме погрешно, цвеќе ко цвеќе супер изгледа. Кај да клаиш цвеќе какво сака, нека е поубаво изгледа во секој случај. Но ти бе цвеќе на зимзелено дрво, на елка цвеќе, кај имаш видено на елка цвеќе, господе. И тој шок прв пат го доживеав лани. Пошто жена, нов дом, сите марифети си купивме нова елка, нови лампиони, сега ќе правиме тука новогодишно. И нормално жената беше задолжена за тие работи, купи се што му се бендисваше и сега ќе редиме елката. Јас вадам лампиони, дзунзурки, таа гледам вади цвекиња. Ша, што бе му викам уште цвекиња по вазните ке клав? Не бе вика овие за наелка. За кај се извини? За наелка? Добро му викам кај имаш видено цвеќе наелка, извини вака молим. Ти не знаеш шубо? Зеде ојде ги кладе на телката цвекињата. И се од една страна цвеќе наелка ме сваѓа. Од друга страна ко ги намести ко се тргна, само нив да и клаиш веќе на ките наелката, доволно е ме сваѓа. Си кажеш суму па добро, можда и не знам толку, еве убаво изгледа. Му викам па убај се вака шо. Можда нема смисла ама нака стои. Голич, клајуше некоја сијаличка и доста му. Како доста ми ве? Чекај. Пофативме да редиме дзунзурки. Ко сме накитиле та 2 и кусуро метри елката. И то не на македонски, само предната страна, задната празна. Комплет бате. Оти како што си мислите ви? Утре задутре некој видео таму ќе треба да манам, треба личи елката. Море. Ко сме накитиле, ко сме пуштиле тие светлата. Јас машко маш брчам цело време. Абе шо е ова многу лампиони, бе, шо е ова работа? Та од таму кефој. Доста леле најуба ќе биде. Јас па од таму седнат, значи на троседо, маш како брч. Седиш негде на тросед таму, оптегнат, телевизор опуштен, не го гледаш во телефоно, чачкаш и брчиш. Доста клаваш од тие лампи, шо е ова лампио? Та извај друг пакет. Што сторебе колку купи жено, што ќе му правим? Па изваде некој гранчиња нека, како клава, како си брчев, јас си брчев. И на крајот нареди све, пушти си аличките, исклучи струјата. И дремам јас како мисир некој. Викаш море шубо. Јас ич не сум разбирал. Море поделка наредени, поклончиња, не знам, играчки некој, Дедо Мразовци, Елени, Кирко Елени. И на крајот пали си алицата, сите дзунзурки на розеј. Шо е ова бе? Оти вика види шубо ни одговара со стан. Одговара перфектно. Ама прв опулј фрлаш на телката и знаеш која има реден. Да не речам знаеш кој е главен дом. Ама добро, битно пред луѓе сме договорени дека јас сум главниот за дома, не е битно прв пат после многу долго време видов преуба елка со толку љубов направен. Осетив празничниот дух и некако осеќам дека Дедо Мраз ќе дојде ова година и кај после долго време. И факт е дека го сакаш во животот да ти е дом среден и седа личи како што треба, остај на жената. Не семеше ич брат, не бива. Значи ако сакаш дизајнер биди што сакаш би. Врска немаш. Остај на жената, има да го дузди са бебате за мера. Само ако се погоди жената, ако не се погодиш ни ќе дузди са ни ништо. И на крајот на денот не е битно ни колкава елката, ни колку дзунзурки има, ни во шобои, ни дали свети, дали не свети. Туку битно е да имате љубов дом, да има љубов и разбирање. Или што би се рекло да си имате душевен мир, да ти е мерак дома да си дојде, а не да не ти се иди дом. Ете тоа е најбит. Фамилијата си биди фамилија во права смисла на збор. И не само на празниците, туку во текот на целата година. Толку имам да ви кажам за ден. Ако ви се бендиса, вратете се за ушен муабет петок. Ако не ви се бендиса, вратете се за ушен муабет во петок, пошто муж ќе оправиме работата, не може да знае. А во меѓувреме имајте убав ден и внимавајте со јадењето, ти пости се моментално, да не грешите работата. Поздрав и само бајни.